Почитувани добро вечер. Вечерва во став гостува писателката Габриела Давидовска-Баниќ. Добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата за вашето гостување. Добро вечер и ви благодарам и на вас што ме угостивте како ваше кумановско дете. Вие сте родени во Куманово, но живеете и работите во Ровињ. Како оваа промена на средината влијаеше врз вашето творство? Промена на средината влијаеше воопшто на мојот живот, а не само на моето творештво. Се бев откината од овде со корен извадена и засадена таму. Некогаш ќе се прифати, некогаш нема да се прифати. Меѓутоа имав таа среќа да не сум жена која ќе плаче по градот и ќе сака да се врати назад. Одлучив да се снајдам и се снајдов. Таа промена не ми делуваше толку на творештвото. Јас како дете уште во основно училиште, поттикнувана од мојата неуморна професорка, веќе покојна Благојка Ангеловска, која што ми предаваше македонски јазик од 5 до 8 одделение, која што виде дека во ова дете има нешто што се истакнува над другите, бев поттикнувана, бев гурана напред, бев охрабрувана да пишувам. Дури понекогаш чувствував и поголем притисок од нејзина страна. Зашто јас? Зашто секогаш јас? Меѓутоа, потоа, во средно училиште пак некако тоа продолжи, ама не со толкав интензитет, затоа што оној мој мотиватор веќе го немаше. Иако не беше лоша ни таа професорка по македонски јазик, ама не беше како оваа, дури и таа запримети нешто, ама не беше како оваа, онака јавно пред сите да ти признава, да те охрабрува, да те пофали, не беше таква. Додека Благојка Ангеловска беше стварно една жена, вистински педагог со еден мајчински инстинкт кој што знаеше како треба со едно дете. И потоа ме понесе животот во сосема други води, се тргнав од тоа, се до денот кога син ми не почна да ме запрашува за надпревари по училишта, за во кој предмет јас сум била така, ајде да речеме подобра. И ме раскажав таа приказна, тие литературни средби од училиште на училиште, па кај нас во училиште, па таму си гост, ваму си домаќин. Ја бев инаку едно многу срамежливо дете. Мене ми идеше, рацете ми се тресе кога беа тие јавни настапи, некако тоа, како капут го соблеков еден ден, не ни приметив кај го закачив тој капут. И син ми ја слушна таа приказна и онака мртов сериозен, имаше некои 7-8 години, онака дури луто рече: "А зошто си престанала да пишуваш?" И јас реков: "Па знаеш што, имаш ти право. Може ја и треба да се вратам на тоа." Едноставно не стигав, не се концентрирав на тоа, мислев дека веќе не е важно, веќе не сум во школа, нема Благојка да ми каже од кога ми немаш напишано нешто. Ама реков: "Имаш право, јас уште како дете си ветив себе си дека еден ден ако даде Господ да ми се задржи тој талент, дека ја би сакала да напишам роман, и ако немам поим од кај да почнам, кај да завршам, би сакала да напишам роман." И се случи, затоа викам, не беше промена на средината, не беше тој окидач, се случи ситуацијата со ковид, каде што сите останавме без работа, децава не одеа на училиште, затворени дома, што друго да правиш? Детево веќе може и самостално да се игра, да се забавува, да си гледа телевизија. Си реков: "Ајде, да видиме. Ако се случи, да успеам почеток, средина, крај, да личи тоа на нешто, да има врска, што се вика, зашто можеме да напишеме, ама дали ќе има врска, ќе кажам на јавноста, ако не, ќе си пречутам." Како да не било ништо. И кога го завршив, кога напишав крај, дури јас се изненадив како успеав све тоа да поврзам, да ми нема дупки, да ми нема незавршени работи. И тука дојде проблемот, што сега со текстов у лаптоп. Ја нема Благојка Ангеловска да и се обратам
што сега да правам со текстот, меѓутоа фала му на Господ денес имаме комуникација со преку друштвените мрежи, преку YouTube, преку сите тие такви преку денешната технологија имаме можност да дознаеме се што ни интересира, да научиме странски јазици, да научиме да си поправиме работи по дома. Значи денес само мрзливиот нема да се снајде, денес се ни е на дофатна рака. И свртев по YouTube, најдов некои автори кои што конкретно го опишуваат целиот процес и реков, окей, одиме. Случајно најдов и еден автор кој што конкретно раскажуваше која издавачка куќа била неговата прва која застанала зад него. И реков, окей, ја контактирав таа издавачка куќа, се договоривме многу лесно, многу брзо. И за изненадувачки краток период, за 3 месеци откако почнав да го пишувам, 3,5 месеци, јас, Храбра кукавица, првиот роман, ја добив на домашна адреса, испечатена, да ја проверам, да ја потпишам, дека ја одобрувам и дека може да оди понатаму. И бев надвор од себе. Бев надвор од себе, зашто тоа стварно ми беше еден од детските сонови кои ми се оствари, меѓутоа не застанав тука. Тој порив, тоа се она молчење сите години наназад почна да теми да се преплетуваат во мене, да се надпреваруваат која попрва ќе искочи. Уште Храбра кукавица беше на реализација во Сплит. Јас веќе почнав да пишувам втор роман, која го заврши вториот, третиот и така се надоврза. Станаа 10, од кои 6 се печатени на 4 јазика и одиме понатаму. Нема застанување. Пишувате и објавувате на повеќе јазици. Кој беше најголемиот предизвик во процесот на објавување книги во повеќе држави? Има повеќе предизвици. Значи, првиот роман, мислев дека ќе биде единствен и си мислев што да правам, на кој јазик да го направам. Мојата земја е и секогаш била и за секогаш ќе остане Република Македонија. Јас во Хрватска имам и државјанство, фала му на Господ, ама тоа е моја земја која ме прифатила. Земја која ме прифатила, која ненормално ја почитувам, ама моја земја е Република Македонија и најмногу сакав да роман да напишам на македонски јазик, меѓутоа ја не живеам тука. Мислев треба да си тука, треба да се видуваш со луѓе, треба да одиш, да бараш, да се сретнуваш, да се запознаваш. И од тие причини си реков ми нема друга. Идам романот да го напишам на хрватски јазик, затоа што сум тука, па белки нешто ќе имам некои луѓе на дофатна рака. А од друга страна, на Истарскиот полуостров на кој што живеам, во градот Ровин, сакав да му се заблагодарам за гостопримливоста, затоа што, еве, сега во април ќе бидат 14 години како живеам, тогаш беа, не знам, 90 години. На вистина, нити во еден момент не се почувствував како странец, не почувствува да ме сметаат за помалку од себе си. Дури безброј пати сум доживувала луѓе да се обидуваат да ми помогнат, како на еден дојденец. И со намера на сите нив, на самата земја, на самиот полуостров, на градот во кој што живеам, да им заблагодарам, одлучив приказната да ја сместам во Истра, во едно мало место, како што пишува во најавата за книгата. Меѓутоа, тоа мало место не е потенцирано. Има тука разгледница и на Ровин, и на некои други места, ама малото место, кај што се случува главната приказна, не е потенцирано од причина, јас го имам во глава, ама никому не го кажувам, од причина што во Истра има премногу такви мали места и сакав да сите мислат дека се работи за нивното. Да мислат, еве, нашево е. А само јас знам кој е. Така, вашите романи допираат читатели од различни културни средини. Дали при пишувањето мислите на интернационалната публика или првенствено поаѓате и создавате од личен импулс? Мислам на сите. Значи, мислам на сите, кажав, првиот роман се случува во Истра, се извинувам. Јас доволно ја познавав истарската култура за да ја опишам во тој роман. Сакав да ми ја посветам нив. Меѓутоа, мојот приоритет е преку моите романи да се шири македонската култура, македонската традиција. Јас, например, во
романот Умрев за да оживеам, кој ми е, мислам, 4-ти поред. Многу читатели ми имаат кажано дека буквално дури го читале романот, слушале како гори огин во позадина и мирисало на свежо испечена баница. Значи, до детали опишани некои процеси, некои наши традиционални адети, припреми на наша храна, животот во Македонија, на селскиот живот е акцент, на селскиот, на руралните средини, на едно запустено планинско село, за да, нели, и тие луѓе не ги заборавиме и да видиме дека и помеѓу нив има и тоа како паметни, и тоа како способни, само што ете немаат прилика, дури некој не ги фати за рака, извлече таму или дури не ги турне. Инаку пишувам и за други култури, значи се обидувам да пишувам за места на кои сум била, за да немам проблеми при опишувањето. Меѓутоа имам направено и роман за дворецот Тракошчан во Хрватска, кај што не го бев посетила. Само го гледав на визуална прошетка преку YouTube. Со дозвола, секако си прашав за дозвола и кај нив во дворецот и во Постојанска јама во Словенија за дозвола дали може да ги употребам. Јас како писател можам и да измислам некое место, ама зошто да не изрекламираме едно место кое навистина постои. И си добив дозвола и сакам да ми бидат застапени местата кои што сум ги посетила, кои што знам како изгледаат, како мирисаат, колку се убави или не убави во одредено годишно време, ама најмногу се. Значи, јас имам роман кој што се случува, последниот роман се случува во најубавата италијанска област Тоскана, меѓутоа акцентот мој е со следниот роман кој што го спремам и кој што се надевам ќе биде реализиран следната година, акцентот е на Македонија, на незината култура, на незините адети, обичаи, на градовите неизини. Така да, најважно ми е да сум амбасадор на мојата земја каде и да сум. Кажавме дека првиот роман, Храбра кукавица, е на хрватски јазик. Која е пораката што ја испраќате преку ова ваше дело и која поддржа вашата храброст во тој момент? Мојата храброст во тој момент ја поддржа само 23 луѓе. Нивните имиња се напишани на почетокот на романот. Значи, еден од нив беше син ми, од кој што не можев да се окријам дека нешто работам секој ден на лаптопот. Една пријателка од таму и еден пријател. И никој друг. Со тоа што нити син ми, нити овие двајца пријатели знаеа да ми помогнат. Само ми беа максимална поддршка и ми посакува да имам доволно време сама и во мир, да го завршам тоа што сум го започнала и да други луѓе околу не ме вознемируваат, да ме остават на мира и ако е можно да не ја дознаат тајната. Например, имав соседка која секој ден влегуваше кај мене во станот и секогаш ќе ме најдеше на лаптопот. Што толку правиш? Секој ден ми викаше, викам нешто, се забавам што да правиме, ковите кај да одиме. И така се создаде Храбра кукавица, посветен на Истра дефинитивно, на ете хрватската култура, а неговата порака, баш заради тоа што го посветив на Истра, кажав пред малку, ме изненадија. Јас со таков страв појдов. Ја отидов со дете в Раце таму и толку. Ја никој не познавав, не знаев на кој да кажем добар ден, не знаев да зборувам хрватски, што е многу интересно. Ние додека сме овде во Македонија мислиме, ајде сум читал јас српско-хрватски книги, ма знам, ја ќе се снајдам. Кога ќе дојдеш во Хрватска, дури тогаш сваќаш колку не знаеш. Јас денес, кога некој ќе каже добро вечер на српски јазик, ја одма препознавам дека е тоа српски, а не хрватски. Значи, тие два јазика на нас не изгледаат исти, меѓутоа тотално се различни помеѓу себе. И затоа романот Храбра кукавица носи јас после 14 години толку многу пријатели имам таму да не знам кај имам повеќе тука или таму. Затоа тој роман носи порака дека постојат добри луѓе. И тоа како постојат, меѓутоа ние си ги замислуваме, не знам, со целофан и машна најверојатно, и кога нема да ги видиш во таков облик, мислиш, чекај, мора да се пазам. Не е така. Кога човек ќе се отвори, ќе види колку добро има во другиот. Кога ќе дадеш добро, прв ќе видиш колку добро ќе добиеш назад, може би уште повеќе. Кога ќе дадеш љубов, кога ќе се препознае таа енергија,
И тоа како ти се враќа, и тоа како после толку години за Хрватите имам само најубави зборови. Секаде има добри и лоши луѓе, како што има овде, има и таму. Секаде, апсолутно секаде има некој што ќе те разочара, кој што, ама не можеш луѓето да ги глобализираш. Не можеш на основа на еден добар македонец да кажеш сите се добри. Во глобала, нашата култура, на срцата на нашиот народ се големи, ама има луѓе кои не срамотат. Ја срамота целата наша нација. Исто така и со хрватите, и со американците, и со било кој. Верувам дека голем дел од читателите ги прочитале вашите дела, вашите книги, но еве во кратки црти да ги представиме и останатите дела. Кои теми се обработени во нив, кои се пораките кои што ги испраќате? Мене ми е многу мило што имам неколку читатели, не се тоа премногу, ама ги има, кои што ги имаат прочитано сите до еден. Многу ми е драго и кога ќе излезе нов, почнав да практикувам да им го подарам за тоа што знам дека се мачат да ги набавуваат по другите земји. Најголем проблем е со романот Лудача на македонски, напишан како Луѓакиња на хрватски, преведен како Унапаца на англиски, печатен во Унапаца печатен во Италија, и Crazy Woman постиран на Амазон на англиски јазик. Тој роман моите кумановци, моите македонци, па дури и оние читатели по хрватска не може да го читат. Полесно им е на хрватите, пошто особено новие од Истарскиот полуостров, они доста од нив знаат италијански јазик, меѓутоа нашиве не знаат. Па што направивме? Посебно за македонциве. Јас го испратив на другарка ми, нормално таа мораше да го прочита, онака како е кај мене во компјутер на хрватски јазик. Таа рече не можам ја од компјутер да го читам, го испринта, така да тој испринтан на А4 формат роман кружеше помеѓу читателите, така да некои од нив го прочитаа на тој начин. И има читатели кои сите мои 6 романи ги прочитаа, што ми е многу драго. Значи, после Храбра кукавица, втор напишан беше баш Лудача, меѓутоа не беше како пети е печатен. Вториот печатен, нормално дека кога ја пробив бариерата во Хрватска, си реков, па како нема да ја пробием дома, значи мора да се снајдам. Ја напишав Мајка од магла на македонски јазик. Приказната ја сместив во Скопје, во наш град, помеѓу наши луѓе, со наш менталитет, со наша култура. Исто така ставив една голема порака, значи тука се работи, тоа е како и првиот роман, една семејна приказна за односот родител-дете. Затоа што мене тој однос ми бил многу важен. Јас сум читала книги за воспитување на деца уште пред да имам поим да се роди син ми. Тоа не значи дека сум совршена мајка, тоа не значи дека нема ден јас правам глупости, не значи дека моето дете е совршено добро воспитано, и ако во глобала е, не значи дека ме слуша се што му зборам и дека јас сум управа за све што му зборам. Меѓутоа, многу ми беше важно да направам човек од него. Знаев дека ќе имам едно дете, знаев дека толку многу барав од Господ да биде машко, знаев дека нема да ми даде женско и се спремав за машко дете. Многу читав и особено откако се роди син ми, откако јас него го воспитував на еден начин, почнав родителите да ги делам на две групи. На оние кои што се како мене, кои стануваат, паѓаат, се дигаат и пак се обидуваат да направат најдобро за своите деца, и онаа друга група која за жал барем на мене така ми изгледаше и тогаш и сега ми изгледа, дека раѓаат деца заради ете. Раѓаат сите па да родам јас, заради пуста репродукција и ништо друго. Не е дете само да го имаш. Не е дете само за ти да не бидеш оговаран, да не бидеш надвор од друштвото. Ајде, и јас треба да имам, сите има две, јас имам две, ајде може и три. Нормално, секој има право да избере колку деца ќе има. Јас сум се одлучила за едно од сопствени причини. Меѓутоа, колку и да имаш. И најголемата грешка кај луѓето кои имаат повеќе деца, тоа е што вика, еднаков сум кон сите, ама они се различни. Затоа се различни.
Затоа што си ти еднаков кон сите. Секој дете бара посебен третман. Јас поинаку замислував дека само ќе се мазам со син ми, дека ќе го држам тука на раци. Беше така некое време дур беше бебе, откако се крена на нозе почна да се осамостојува. Денес кога е тинејџер, на превртување со очи секој ден го само на спиење кога го фатиш да го изгушкаш и такви работи, после нема време за тоа. Значи децата се менуваат. Меѓутоа акцентот ми беше кога беше мал, кога се тие најважните први 3 години од животот на едно дете и уште поважните први 6 години на кај што се поставува темелот, а после тоа се гради врз тој темел, кој што веќе ништо не може да го сруши ако е поставен здраво. Гледав многу, значи, кога ќе го однесам во парк, кога ќе отидеме на роден ден, ја гледав таа разлика помеѓу родителите. Имав родители од кои и јас учев и се одушевував, а имав родители заради кои ги жалев нивните деца. Меѓутоа, јас не сум психолог. Јас не можам некому, јас можам најдобро намерно да кажам и некој ќе рече фала на забелешката, ќе гледам да се поправам. Јас исто би рекла фала, макар ќе размислам, навистина некој може да ти укаже на твоја грешка, никој не сме безгрешни. Ама некој ќе те погледне, па кој си ти да ми кажеш, ќе те отфрли. А го гледаш детево несреќно, го гледаш детево дека му треба нешто што не го добива од родителот. Ќе му го дадеш ти на тој роден ден, на таа забава на 5 минути, ама не е тоа, кога ќе дојде дома пак го нема. И за таа намера го напишав, со таква една намера го напишав романот Мајка од магла, кој што почнува кога една девојка е веќе возрасна и самостојна, меѓутоа е многу неблагодарна кон својата мајка, која што се прави за неа. И ќе те поведе тој роман во таа насока, ќе му замериш на девојчево дека е неблагодарно, дека е невоспитано, дека е, не знам, не си ја цени мајка си, гледаш што и прави на кутрава жена. После таму негде пред крајот да те сврти приказната баш онака да ти удри шлаканица, да искочи причината зошто детево е таква и дека целата вина всушност е кај мајката, а не кај детето. И беше доста успешен романот кога искочи. Најемотивниот момент ми беше кога во 2 часот преку ноќ ме разбуди порака, не го бев исклучила звукот на телефонот, ме разбуди порака од Скопје на една жена која што ми рече: плачам, ми се тресат рацете, не можам да се смирам. Кога го завршив романот, моите деца спијат, јас отидов на заспиени, ги изгушкав и ги избакнав и им реков: од утре се менувам. Тоа е пораката на тој роман, дека не е поентата со децата, ние сите сакаме да им обезбедиме ништо во животот да не им фали. Ама не е поентата само тоа. Не е поентата само материјалното. Тука најмногу ги губиме, на нив им треба материјалното, секако им треба. Секако сме ние должни да им го дадеме материјалното, ама тука е емотивното, тука е духовното, тука се многу работи кои градат една здрава личност и едно дете кој утре ќе те почитува. Времињата се лоши, меѓутоа тоа дете утре ќе те почитува. После тоа дојде романот У свему најболја животиња, кое што е базирано на кое што го зафаќа времето со ковид ситуацијата, базирано е на една вистинска приказна која дојде до мене, која прашав за дозвола до ден денес. Не објавувам чија е тоа приказна. Меѓутоа, окей, ја имав приказната у 3 реченици, така беше, така се случи, така завршив и јас реков: добро, ќе направиме роман, тоа е веќе романса. Ќе направиме роман кај што ќе ја заплеткаме Македонија, распадот на Југославија. Јас тогаш бев дете, па нешто се сеќавам, нешто не се сеќавам, па начинот на кој јас го доживеав тој распад на Југославија. И нормално женскиот лик во книгата го направив да биде македонка, а машкиот го направив да биде италијанец. Си викам, ајде да видам дали ќе успеам да спојам двајца луѓе со тотално различни култури. Нели ние сме као јужњаци, топли, отворени. Италијаниве се малку поинаква господа, затворени, резервирани, да видам што каков пар ќе направам.
Исто така е роман во кој што има еден голем пресврт, ќе те поведе во еден правец, па пред крајот ќе те сврти на сосема друга страна, кој што не си го предвидувал на почетокот, на памет не ти паднал. И после тоа дојде Умрев за да оживеам, романот кој што е напишан на македонски јазик и кој што пука од македонскиот начин на селскиот живот. Јас, например, сум и како дете сум ишла по баби од другарки, по селски куќи, сме ги гледале како работат на нива, сме ги гледале, сме јаделе со нив што готват, како готват, сме се бањале на реки, сме уживале во нивните домови, на здрав, чист воздух и се тоа собрав во едно село во Македонија, кое што исто не го потенцирам, а јас знам кој е. И направив една селска жена која што само нема прилика да си ги покаже своите квалитети, меѓутоа ја извлеков од таму, насила, под присила ја извлеков од таму, ја однесов на едно друго место, ја однесов во Париз, каде што таа беше видена, чуена и разберена, и каде што се претвори во една сосема друга жена. Тоа е романот со кој што сакам да мотивирам други луѓе, не само жени, луѓе воопшто, дека не може никој да те стави под стаклена тегла и да ти каже тука ти е крајот. Не можеш, како што знаеме дека кога пчелите или не знам мувите ќе ги стават под стаклена тегла, тие после се плашат да летат подалеку и ако ја нема веќе теглата кога ќе ја извадиш, тие толку одат, не одат подалеку. Дека треба секој од нас да си ја тргне таа тегла и да види кај ќе му е крајот. Како што викаат, не си дрво, помери се. Можеби ќе направиш нешто друго. После тоа дојде романот Лудача, кој што го напишав на хрватски како луѓакиња, меѓутоа ми се случи да посакам да искочам од Балканот. Си реков, ајде да пробам, може и ќе успеам. Исконтактирав неколку издавачки куќи, значи секој кој почнува да пишува, кој нека биде спремен, дека ќе биде одбиван, дека ќе биде гуран назад, дека ќе му биде омаловажуван и талентот и се, дека ќе се бараат луѓе со две глави, па ќе си речеш јас не сум тој, ама дека не треба никогаш да се откажеш. Конечно најдов издавачка куќа од Италија која што го прифати романот. Јас го преведов, верувајте ми, на Google. Со сите тие грешки, издавачот си го среди, си го излекторира, си го одработи. И што ми е многу драго за тој роман, се продава во Венеција, во еден од моите омилени градови, во една книжара, се купува и онлайн. Само ми е жал што не може тебе мојве луѓе да го читаат и не може хрватите да го читаат. Жал ми е што заради тие луѓе ми е жал што е на италијански јазик, меѓутоа не ми е, заради мене не ми е. Јас сакав роман во Италија и добив роман во Италија. Дури истиот го преведовме после и на англиски и постиране на Амазон како Crazy Woman. Важно да нагласам дека за овој роман дека насловната страница ја правеше и за него и за Умрев за да оживеам еден наш кумановец, Кире Пешевски, еден невиден талент за такви работи, кој што врска со книжевност немаше, ама баш врска немаше. И го вовлеков во тоа и дечково навистина чудо направи од двете корици и дури ми помагаше исто постирање на книгиве од англиската верзија на Амазон. Баш се снајде во таа улога и навистина го препорачувам до ден денес за тоа што навистина кога тој ќе ви направи корица нема мана. Нема мана. И на крај, нормално, урна полна ветувања. На корицата има два наслова, мислам истиот наслов и на хрватски и на македонски јазик. И тоа е некако, има една сосема поинаква приказна, и внатре и однадвор. Значи, сите овие други романи издадени се на еден начин, а тој се издигна на еден друг начин, го понудив на заедницата на македонци во Република Хрватска, помина на комисијата и како национален проект финансиране од страна на хрватската влада преку Советот за национални малцинства со средства обезбедени од буџетот на Република Хрватска.
што ми беше посебно задоволство, јас како македонка, во Хрватска романот е печатен на мојот мајчин јазик среде Загреб со пари на хрватските граѓани. Мислам дека тоа заради тоа го сметам и како најуспешен мој роман, затоа што ниеден друг не доживел таква среќа. Јас се надевам дека нема да застанеме на еден, дека јас и заедницата на македонци во Република Хрватска ќе продолжиме да соработуваме. Меѓутоа, еве, голема благодарност и до нив, и до хрватската влада, и до хрватските граѓани, кои што, ете, им се одзема од буџетот, од нешто нивно, затоа што нас Хрватска, навистина, не само нас, него сите малцинства ги и тоа како ги поддржува, и тоа како дури не финансира за многу нешто. Ние имаме македонско друштво во Пула, каде што секој празник си го празнуваме, имаме фолклор, имаме хор, имаме традиционална храна, си правиме за секој наш празник. Ние се одбележуваме, се собираме и таму сме си како дома, и све тоа не е финансирано од хрватската влада преку Советот за национални малцинства, така да сум презадоволна од таа земја. Не знам дали другите земји прават така, не знам ни дали Македонија со малцинствата прави така, воопшто не сум упатена, меѓутоа сум преблагодарна на Хрватска за ова. Како изгледа вашиот процес на творење? Имате рутина или пишувате спонтано онака кога чувствувате потреба за пишување? Едното и другото. Во рутина се ставам кога пишувам роман. Значи, не сакам да го пишувам јас, кога ќе слушнам некој писател дека година дена пишува роман, ја не можам да разберам што прави година дена со еден роман. Меѓутоа, луѓето си прават како на нив им е најдобро. Јас, кога ќе пишувам роман, пазете, мене најмалиот роман ми има 230 страници, најголемиот има 360, значи не се тоа мали содржини. И заради тоа, кога ќе почнам, значи си определувам, почнувам. И во наредниот месец и пол, 2 или 3, колку ќе ме фати, зависи од големината на романот, јас сум исклучена од многу нешта, јас многу нешта жртвувам. Јас дури пријатели мои ми праќале слики со расчупани жени, со подочњаци, со не знам што, испод кои пишува писател кој завршува роман. Буквално е така. Буквално е така, значи измачени сме ние авторите како од на нива да сме вратени. Мораш да мислиш на секоја започната мисла, дали си ја завршил, дали нешто не ти се изгубило, не ти останало во воздух. Јас сакам така. Кога ќе го почнам да го завршам и после тоа да седнам и да се одморам. И после кога ќе се смисли нова приказна, кога тој ќе тргне, повторно правам така. Значи тука имам рутина. Меѓутоа за се друго, мене мојата, пак ќе спомнам, Благојка Ангеловска стално ме тераше на поезија и на тоа, еве претседателкава наша Милена Златевска од Пула на Македонското друштво Свети Кирил и Методи, кога ме најавува како поетеса. И јас и на неа и на сите викам, ама ја не сум поетеса. Ја упорно не сум поетеса, а пишувам и поезија, пишувам и текстови, све живо пишувам. Тука веќе ми е онака како ќе ми дојде. Денес ми доаѓа, денес пишувам, 3 дена не ми доаѓа, 3 дена не пишувам и така. А за романот е обилна содржина и тоа си бара рутина и си бара посветеност. Која е најважната лекција што ја научивте изминативе години како авторка која што твори и создава надвор од родната земја? Дека секаде треба да си ја носиш сопствената. Дека не треба да те понесе во рете да се снајдеш во туѓа земја. Во рете таа земја да те прифати. Се е тоа извонредно. Меѓутоа, да си го заборавиш коренот, да заборавиш кој си, од каде доаѓаш, тоа е срамота како прво за тебе. Како прво за тебе. Ја не можам да разберам, еве кога ќе дојдам тука и кога ќе зборувам со некој, ти не живееш тука, але што би дал да не живеам тука, зошто да не живееш тука? Значи ти живееш тука. Тука си роден и тука се ја напаѓаш сопствената земја, збориш се што за неа и ти утре ќе ја сакаш онаа во која ќе дојдеш. Нема да ја сакаш. Ќе дојдеш од корист и ќе ја плукаш уште повеќе отколку што ја плукаш сопствената. Значи не можеш да го сакаш туѓото ако прво не си го засакал своето. Јас Хрватска многу ја почитувам. Моето дете учи хрватска школа. Хрватска за мене многу има направено. И здравство и од не знам што, ама и пак ќе кажам, не е моја. Мојата мајка е Република Македонија. Меѓутоа, мора да си ја сакаш, значи мора да си ја носиш секаде. Мене она ми е број 1. Јас сум таму за да ширам неа.
Јас сум таму, окей, јас таму живеам, многу ја почитувам, ама јас таму ја носам Македонија, кај да сум овде, можеби ја не би била нити во фолклор, ја не би била, јас сум некогаш, пошто сите не носи тоа, не можеш да си тука да не се занимаваш со политика, сега не можам да разберам, ама едно време така беше и со мене. Мора да се замешаш во политика на оваа или на онаа, ние немаме 6 страни, имаме 2, на оваа или на онаа страна, мора да се занимаваш со политика. Ја тоа не би го правила никогаш више во животот, никогаш више. Меѓутоа, не би се занимавала исто и со фолклор, со многу нешто не би се занимавала. Меѓутоа, таму каде што сум, јас чувствувам должност да облечам носија, да искочам пред туѓи народи, да се појавам на денови на мултикултуралност и да одиграм македонско оро. Луѓево стварно остануваат одушевени. Значи, денови на мултикултуралност, повеќе националности доаѓаат. Јас, дали мене ми се чини така? Нека прости Господ ако јас грешам. Ние добиваме најмногу аплауз. Ние сме најразиграни, најшарени, најубави. Така да, каде и да сум, неа ја носам со мене. Неа ја носам и нема никој да ја надмине. Нема никој да ја надмине. Сите сакаме и да отпатуваме и се, ама не можеш ако сопственото не си го сакаш. Па мене крвта ми е македонска, кого јас повеќе да сакам? Мене кога некој ќе ми рече Хрватице, тоа ми е наврада, јас живеам во Хрватска, јас не сум Хрват. Не сум Хрват, мене крвта ми е македонска. Исто така како што не викам дека моето дете е чист македонец. Не, половина е македонец. Мешано е, значи да се ја признаеме крвта и местото на живење нема врска едно со друго. Не сум јас Хрват затоа што живеам во Хрватска, јас сум хрватски државјанин, ама јас сум македонка и секогаш така ќе останам. На што работите моментално? Може ли да откриете барем дел од следниот проект? Моментално завршувам еден роман кој што веќе имам одредено и разговарано, каде би сакала да го дадам. Пак ја вметнувам Македонија во него и тоа на голема врата. Нема да откриам каде ќе го понудам романот, всушност каде веќе разговарав, затоа што како млад автор веќе раскажав, не знаев каде, не знаев како. Сега со малку поголемо искуство веќе можам и да бирам. Можам да речам овде бев задоволна, ќе дојдам повторно. Овде благодарам на соработката, ама живи здрави повеќе нема да се видиме. Така да знам каде одам, знам со што одам. Одам со нешто кое што извира од мене и ме опишува мене. Значи, моje дело како и сите претходни, со и текако застапеност на мојата Македонија, кај издавач кој што практикува баш такви дела. Кај што сум внимавала на работи кои тие не подржуваат и кај што мислам дека ќе се најдеме, се надевам дека ќе се најдеме и дека ќе дојде до соработката и ќе ми биде многу драго. Постои ли книга или лик што ви е најличен или најмотивен? Знаете како, јас велам дека мене нема во нити една моја книга, а ми има во секоја од нив. Сега како? Значи, неодамна во разговор со еден издавач, некако успеав да го завршам разговорот мирно, меѓутоа неколку минути после тоа бев многу лута. Издавачот конкретно ми кажа дека одамна ние ќе соработувавме, ама не сакаш да вметнеш еротика во тоа романсите твои. Викам, никогаш нема да вметнам еротика, затоа што нити сум глупава, нити сум без машта. Можам јас да направам све што ќе побарате од мене, меѓутоа тоа не сум јас. Јас со задоволство за себе викам дека јас сум конзервативна. И таква ќе останам. Јас сакам моите романи, утре татко ми, син ми, братучет ми, не знам кој да ги прочита, јас тие луѓе да можам да ги гледам во очи. Значи не сакам. Јас знам, не било комерцијално ако романсите ти немаат еротика. Нека не биде комерцијално. Моите романи ќе си најдат пат до луѓе слични на мене, некој ќе ги чита. Така да и тоа како ме има во ликовите на тој начин, значи ликовите се карактери слични на мојот. Не одскокнуваат не знам колку од мене, а не се мои приказните.
Не сакам да имам мои приказни во нив, ама сакала, не сакала, лековите го имаат мојот карактер. Меѓутоа, наемотивно го доживеав главниот лик на романот Лудача или Луѓакиња, како што го напишав, кој што е печатен како Уна Паца во Италија и Crazy Woman постиран на Амазон. Тој лик ми е наемотивен од причина што кога почнав да ги пишувам романите, почнав да си ги посветувам. Првиот роман го посветив на најдобрата другарка. Вториот роман го посветив на незината ќерка, која си ја сметам и за моја ќерка, за тоа што се 3 недели разлика со син ми, трудни бевме во исто време. И дојде ред еден роман да посветам на една роднина која што толку многу се радуваше и толку емоционално прифаќаше кога ќе испратам разгледница од Хрватска, подвадена плачеше. И си реков, не кажувам ништо, ќе направам цел роман, ќе го дадам каде ќе го дадам, ќе му дојде денот кога ќе му дојде, живи, здрави, кога ќе искочи, тогаш ќе го испратам и ќе речам романов ми е посветен на тебе и главниот лик го носи твоето име. И додека јас чекав тој роман да се реализира, додека ми стоеше во лаптоп, се случи една трагедија. Таа моја роднина, права, здрава, премлада за такво нешто, не напушти. Значи, толкав шамар добив како прво што ја изгубивме, што останавме без таа предрага жена, а како второ не можам до ден денес и не знам дали некогаш во животот ќе си простам. Ке беше многу среќна да знаеше дека имам направен роман за неа и дека главниот лик го носи нејзиното име. Што друго можевме, ако не со уредникот Кире Пешевски да извадиме нејзина слика и тој ја среди, ја направивме како ликот од книгата и ја ставивме на насловната страница. Барем малку да се задоволам себе си, барем малку да си ја намалам болката. Меѓутоа, никогаш не си простив. Елена не умре без да знае дека имам роман посветен на неа. Што би им порачале на младите автори кои што сакат да се пробијат надвор од својата родна земја? Младите автори кои би сакале да имаат, гледајте, денес се е можно. Денес се е можно, имате издавачи во секоја земја, и во нашата, и во туѓите земји. Не би сакала премногу околу тоа, ама верувајте ми, има издавачи со кои можете денес да се договорите. Денес да се договорите. Имате издавачи кои самите ќе ви понудат под одредени услови, кои јас не ги знаев на почетокот, во тоа време не ги знаев, ама сега ги препознавам од првиот збор. Тоа не значи дека ќе бидете успешен писател надвор од својата земја. Треба да се бира. Треба да се бира, значи кога авторот сам ќе си го финансира делото, може да му искочи таму каде што тој ќе посака. Меѓутоа, мора да знае дека после тоа само заработката ќе си ја дели со некоја, продажбата ќе си ја тера сам. Продажбата, рекламирањето, гурањето на своето дело ќе си го тера сам. Ако веќе си го тера сам и нека си го издаде. Не мора да има издавач. Меѓутоа, постои и друг пат. Постои пат кој што се вика квалитет. Тоа би им го порачала на младите автори. Ако ти си квалитетен, ако ти си упорен да се поправаш, да учиш на своите грешки, ти ќе бидеш откриен и само не се откажувај. 50 пати, кај истиот издавач испрати дело, испрати повторно, испрати пак, на секоја нова година, на секоја ново распишување на надпревар, на конкурс, не знам што, испрати, дури не им се качиш на глава, дури не ги натераш да ти го видат квалитетот. И ќе го видат и ќе го препознаат, макар после 10 години, ќе го видат и ќе го препознаат и ќе бидеш успешен. Ви благодарам на гостувањето, ви посакувам уште многу успеси, успешни романи, успешни книги и се надевам дека следното доаѓање повторно ќе ни бидете гост во студијето на Телевизија Плюс. Ви благодарам и на вас многу на поканата, многу ми е драго што можем да се представам со ваша помош пред моите кумановци. Вчера имавме и промоција, каде што со некои луѓе кои што се занимаваат со книжевност можевме и да се видиме. Значи ви посакувам големи успеси и да
и на вас како телевизија и на мојот народ да немате простор и време кога ќе ги угостите сите успешни луѓе во Македонија. Благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Вас се гледаме за 2 седмици. Пријатна вечер.